Ја гледате свитата на FIFA. Джани Инфантило, пречекан од господинот Васало, председателот на Малтешката фудбалска асоциација, и Кристијан Виери како официјалното лице на FIFA во овој проект 1000 теренчиња на FIFA за фудбал во училиштата ни светот. Тоа се тие, сега ќе ги видите и другите детали. Училиштето кое е зад мене се наоѓа на само неколку стотина метри од вистинското место на кое што во 60-та година од нашата ера Сент Пол направил бродолом и останал на островот скоро 3 месеци. Тоа и таа приказна сигурно ги знаете, еве го местото кое што денеска, како што велат малтежаните, тука не смее да стапне веќе човекова нога, сем во чествување на денот на Свети Павле. И таму горе е еден споменик на Свети Павле, тоа е се што се однесува на тој остров. Поради тоа и ово училиште и цела ова општина се вика Сент Пол Бей, а токму тоа е денеска нашата тема. Се наоѓам пред основното училиште Марија Реджина Коледж во Сент Пол Бей. Имам среќа што моите деца учат тука, па ги знам овие училишта точно кај се наоѓаат. А зошто сум тука денеска? 125 години прославува Малтешката фудбалска асоциација од своето постоење. И сега какво пак има врска тоа, прославата на 125 годишнината, и ова училиште Марија Реджина Коледж, основно училиште во Малта. Friday 8 p.m. New podcast. Јема кај баже на бурек ремек дело. Види. Свеж. 24 цели. Ова е бурек. Кај баже на бурек во схема. Не постојат зборови, не се измислени, што ќе можам да го опишам ова задоволство. On Macedonian language. Ово училиште е првото во Малта кое добива FIFA терен по сите стандарди кои што FIFA во следниот период во бројка од 1000 такви игралишта ќе ги постави низ многу училишта во светот. Првото е овдека во Малта и сега го очекувам наскоро да дојде Джани Инфантино, точно така, председателот на FIFA, кој што ќе го отвори овој терен во ова училиште и подоцна ќе отвори новата зграда на менаџментот на Малтешката фудбалска асоциација. А зошто е одбрано токму ова училиште од сите основни во Малта? Igor Filevski Show. Five, four, three, two, one. Start. Слушајте го внимателно овој факт. Ова е училиште број 1 во Европа, каде што се среќаваат 51 националност деца внатре кои учат од сезона во сезона. Минатата година беа изброени точно деца од 58 држави, 58 националности, оваа година ја прочитав бројката 55. Ќе ја земеме предвид оваа последна бројка. Значи, деца од 55 држави учат оваа година токму овде во ова училиште. А уште нешто е важно за нас. Fresh for you. Real flavor, then you're ready. Во ова училиште учат и најмногу македонски деца. Минатиот пат кога ги прашав учителите, дел од оние што ги познавам во училиштето, од прилика колку има, ми кажа бројка околу 60-тина.
Ке земам предвид дека многу доселени има во изминатиот период фамилии кои што се одселија од Македонија и дојде во Малта и се населија во отприлика овој реон, таа бројка е зголемена. Исто како што е зголемена и бројката која што ви ја кажав пред извесен период, скоро пред една година, кога ја имавме и официјална, преку 100 новородени бебиња на македонски фамилии, значи македончиња, бебиња, малтежанчиња, се родени овде на островот. Преку 150. Вкупно, кога ќе се земе предвид сето тоа, отприлика тоа не е бројка за занемарување. Дали сега ви е јасно зошто токму ова училиште беше одбрано за да биде едно од првите 1000 кои што ФИФА ќе ги почасти со ваков терен? Ова е теренот кој што за прв пат се отвара во Малта под покровителство на ФИФА, а ќе следуваат уште 1000 вакви терени на секаде низ светот.